Почитувани играчи, добро вечер во отвореното студио на телевизија Нова, без разлика дали се викале аргументи или не. Суштината е иста. Расправаме за актуелни теми кои го тангираат македонското општество од поблиску или од подалеку. Сакам да кажам дека помина година и половина од како балканската бегалска рута е затворена, но тоа не значи дека во светот не постојат бегалци, дека не се движат. Мал дел од нив поминуваат се уште низ Македонија и низ Балканот, но тоа е незначителна бројка во однос на онаа која пред година и половина беше присутна тука кај нас. Оние што доаѓа, претежно доаѓа од Грција, а тие пак преку Турција. Иако генерално главната бегалска криза доаѓаше од Сирија, од Ирак, Афганистан, но покрај нив доаѓа и голем број бегалци или мигранти од другите африкански и азиски земји. Стравот остана голем, иако затишјето трае подолго време, дали може повторно да ни се случи голем бегалски бран. И еве на оваа тема ќе разговарам со моите вечерашни гости. Драги Змјанас, председател и основач на Меѓаши. Добро вечер, господин Змјанас. Љубинка Брашнарска од УНХЦР. Добро вечер. Јасмин Ерџепи, Легис и госпоѓата Марија Милкова од Центарот за управување со кризи. Добро вечер. Пред еден месец, ми се чини, господинот Јасмин и драги Змјанас беа во Турција, во посета на еден од бегалските, не можам да кажам кампови, туку бегалски градови, една акција, како беше наречена, Змјанас? Македонија со љубов за Алепо. Така. Од каде идејата и што видовте таму во Турција? Каде точно бевте? Оно што сакам да кажам дека Македонија не за прв пат се соочува со една бегалска криза и еден екзодус на прецена деца погодени од војната. За гледачите на ТВ Нова во емисијата Аргументи сакам да нагласам дека токму Љубиша Николовски беше еден од новинарите кој имаше доблест и храброст 1992 година на македонската телевизија да овозможи на мојата колешка и сопруга Гордана Пирковска Змјанас да даде апел за хуманост на граѓаните на Република Македонија да згрижат бегалци од Босна и Херцеговина. И тогаш се соочувавме со една ситуација кога дојде околу 60.000 бегалци и граѓаните ја покажаа во вистинска смисла на зборот хуманоста и почнаа да згрижуваат деца во своите домови, а потоа се ангажираа институциите како што е УНХЦР, Високиот комисар за бегалци, Црвениот крст, УНИЦЕФ и другите организации. Потоа дојде кризата во Косово, кога повторно се занимававме со бегалците во Стенковец 1-2, Чегране, Непроштено, Бојане, па нашиот конфликт 2001, кога првата детска амбасада во Светот Меѓаши отвори прифатилиште и згрижи 4 семејства од Рачиново. И ова е четвртата криза каде што на покана на Легис заедно ја организиравме во февруари кампањата Македонија со љубов за Алепо, каде што преку мировните клубови, преку програмата за мировно образование на првата детска амбасада во Светот Меѓаши, потикнавме да и учениците и професорите се вклучат во оваа кампања и се генерираат приходи за да може да се помогне на децата кои се пребегнати од Сирија во пограничното место Рейханли, каде што се згрижени во неколку кампови. Појдеме таму на лице место на 350 деца без родители и родителска грижа и им помогнеме не само со хуманитарни пакети, туку и купување на облека и обувки. И на тој начин, иако сумата која успеавме да ја собереме преку солидарен апел на граѓаните беше околу 9000 евра, сите средства до денар беа префрлени на една турска организација која ни беше партнер ИХХ од Турција и ние, одејки таму директно, покажавме дека Македонија има големо срце, помага во сите кризни ситуации и навистина ни беше чест и задоволство мене лично да ги видам децата, поразговараме со нив и им ја врачиме помошта на лице место. Змјанас ме подсети на недавнешни времиња, јас бев млад новинар, Змјанас беше млад активист, помина многу време и веројатно сите ние се стекнавме со малку повеќе. Искуство имаме тука организации кои што ќе говорат за тоа искуство, како може да го искористиме во иднина. Реджепи, што
каква е состојбата со бегалците во Турција? Колку вкупно ги има и колку ги има таму каде што бевте ви? Вкупниот број на бегалци во Турција е официјалниот е 2,9 милиони. Во градот Рейханли, каде што ние бевме, градот број 90.000 жители, а 120.000 бегалци. Дел од нив се сместени во камповите, тоа се оние првите кои што дошли и побарале заштита како бегалци. Камповите знаеме од Турција дека се во најдобра состојба и условите се на највисоко ниво. Ние посетивме и центри за деца без родители од Сирија, во Турција, значи деца бегалци без родители. Имаше центри кои што беа со нормални услови, значи стандардни, имаше еден од нив беше прекрасен, значи имаше 55 вили, имаше училиште основно, училиште средно. Во секој од тие вили живеат 16 деца со две да кажем учителки или жени кои што се грижат за нив. Стадиони за играње, културен центар, надзор, психосоцијален, се што може, се што ние немаме ни дома, го имаат они таму. И тоа е во една катарска фондација РАФ, во соработка со нашата партнерска организација ИХХ, го имаат реализирано. Тоа е нешто прекрасно и невидено. Но за жал ја немаат сите таа можност да живеат така. Поголемиот број на деца кои што се и на луѓе, бегалци кои што се во Рейханли живеат во субстандардни услови. Замислете, има бројот на бегалци према луѓе 1,5 на 1 на граѓани. Во еден стан од 3-4 соби живеат 3-4 семејства, по едно семејство во една соба. Ние имавме таа можност да отидеме да посетиме и такви семејства и да се обидеме да им помогнеме и на нив колку што можеме. Едно од најлошите што ги сретнавме беше едно семејство со 3 дечиња, мајка и таткото кој што бил повреден во Сирија, на кој што едната рака и едната нога му беа нефункционални и живеа во една некои ни 10 квадрати собичка. И се запрашавме со колегата Змијанац што утре со ова семејство. Значи, тие се зависни директно од хуманитарна помош. Тој татко и таа мајка што мора да се грижи цело време за него, не се во состојба да обезбедат пари за тие деца. А ако секне хуманитарната помош, што ќе се случи со тие деца? Дали ќе продолжат на училиште или ќе бидат приморани тие родители да ги пуштат на улица да работат и да бидат, не да Боже, предмет за некакво злоставување. А такви случаеви има многу. Турската држава се грижат хуманитарните организации од цел свет. Скоро почна и Европската унија со оној договор што го имаат со Турција да дава помош на секое семејство, односно на секој член од семејството по 26 евра. Тоа е многу минимална сума и не знам колку тоа може навистина да им помогне, но подобро нешто отколку нешто. Љубинка Вашнавска, вие сте представник на најголемата светска организација која треба да се грижи за бегалците. Емисијата настојуваме бегалци има, криза нема. Криза нема кај нас, може би во Македонија, но кризата тлее во светот. Каква е генерално состојбата со бегалците и колку е се тие реална закана воопшто за овој регион каде што ги живееме и дали се уште Сирија е доминантна или веќе бранот доаѓа и од Африка, па малку се уште не заобиколува? Благодарам за поканата за учество во емисијата, Првин. Како што рековте, бројот на бегалци не само што не се намалува, туку расте. Веќе 3 години поред ги гледаме највисоките рекордни бројки на присилно раселени лица на секаде низ светот, во кои што спаѓаат бегалците, како што спаѓаат и внатрешно раселените лица. Оваа година излезе сега извештајот за 2016 година, кој што кажува дека на светско ниво има 65,6 милиони присилно раселени лица, од кои 22,5 милиони се бегалци. Од тие 22,5 милиони бегалци,
половина се деца. Алармантно е, бројот е алармантен, не само како број и како ресурси кои што се потребни не само за хуманитарна помош, како што зборува Јасмин, туку исто така и да им се обезбеди достоен живот на тие луѓе, да не им прекрати животот во тие години додека се бегалци или месеци, зависи за која ситуација како. Многу е важно на возрастните лица бегалци да им се овозможи да можат да остваруваат приходи, да работат, да децата да можат да продолжат да се школуваат, како и да имаат пристојно место за живење. Што се однесува до закана, јас не би зборувала за закани од бегалците, туку за закани за бегалците. Тие бегаат затоа што имаат закани. И тоа немаат закани за некои, не знам, дополнителни или екстра работи во животот, туку имаат закани по нивниот живот. Така што од тој аспект мислам дека и светот мора да свати на каде оди целата работа и да свати од каде доаѓаат бегалците, тие доаѓаат од војните и не е одржливо. Едноставно не е одржливо да се помага со хуманитарна помош кога бројот на војни само бесне и се зголемува. Минатата година најбрзо растечка криза во светот е од Јужен Судан и таму 2/3 од бегалците се деца, се под 18 години. Тоа е страшна криза која што букна. Од Сирија веќе имаат 5,5 милиони луѓе избегано надвор од границите на државата. И сега ние, например, цела Европа се вознемири од тој 1 милион бегалци кои што пристигна во доста земји од Европската Унија, а за разлика од тоа, само во соседството околу Сирија 5 милиони од сириските бегалци се згрижени таму. Како што јас ми напомена, Турција 2,9 милиони, Јордан, Либан. Во Либан 1 од 6 жители во државата е бегалец. Тоа е огромен процент на бегалска популација, население кое што е составено од бегалци. Така што наместо со страф треба да се настапи со хуманост и со солидарност и да се размислува што може светот да направи за првично да се стишаат конфликтите. Во тој случај најчесто искуството кажува дека најчесто штом ќе се стишат конфликтите, бегалците се враќаат во нивните татковини. Така што нема потреба да се размислува ниту за хуманитарна помош, ниту за какви било издатоци за бегалците, доколку имаат безбеден дом да се вратат дома. И дополнително најбитната бројка, мислам дека не ја кажав, е дека 84% од сите бегалци на светот се згрижени во земји кои што имаат низок или среден бруто приход. Што значи на сиромашните им помагаат. Да, сиромашните држави згрижуваат 84% од бегалците и навистина мислам дека Тоа е некоја традиција, изгледа веројатно и во светот. Подобро ќе бидете примени во некоја сиромашно семејство, одnosno што негде каде што има. Тоа може би мака не е вистина, ама влада е на Балканот е на таква. Добро, и географска е. И поблиску се. Таа реално и факторот па се не е Германија работи во Африка, да е беше, географски. ќе примеше повеќе. 1 милион. Сепак не е малку и за нив. Особено затоа што се чини, сега споменав Германија, затоа што останаа таму, не се релоцира во другите европски земји, многу мал број се рашили, а и желбите на овие бегалци беа веројатно најмногу изразени да престојуваат времено во Германија и во Шведска, но дали баш времено ќе поразговараме за ова, еве за прв момент нека остане на информациите што ги дадовте, уште за почеток со господја Милкова од Центарот за управување со кризи, државата
Дали имавте вие вечера управувачки комитет, така Да. сите важни фактори беа, Секако. сите министри, здравство, внатрешни, Така. не беше темата бегалци, Не беше. беше нешто друго, но Македонија за време на бегалската криза се покажа дека може да изменаџира таква криза, додека беше периодот кој ги примаше и во транзитните центри, потоа ги испраќавме таму каде што сака да заминат и подоцна кога беше затворена бариерата, на некој начин ја браневме Европа. Спротивставени се гледиштата на тоа дали сме можеле повеќе или помалку, дали сме добили или не сме добиле. Какво е вашето искуство, што направивме во два збора, но повеќе ме интересира овие податоци кои Брашнански кажува се милионски бројки. Значи 1 милион не е малку, но е помалку од 10 милиона, 2 милиона. Ако не дај Боже тргнат повторно наваму, дали сме ние подготвени со оглед на искуството што досега го имаме. И на кој Благодарам. начин се разбира. Секако ви благодарам на вашата посета за учество на вечерашната емисија. Се сложувам со претходните говорници се она што го кажа во врска со бегалската криза, бидејќи оваа бегалска криза представува најголемата хуманитарна криза која што се случи во нашата ера. Значи, трагично и без да се гледа крајот на кризата, на војната, бројот на бегалците расте, немаме значи завршеток на војната во тие земји таму и тие бројки кои ги кажаа нашите соговорници вечерва, значи се реални и треба да ги очекуваме. Република Македонија системски уште од самиот почеток приоѓа системски кон ова прашање со бегалците, значи. Со самото прогласување на кризната состојба во Република Македонија беше покренат целокупниот систем за управување со кризи. Кога зборувам за системот за управување со кризи, овдека мислам вклученост на сите институции во државата, од министерствата, јавните предпријатија и се останато што може да што представува владина институција. Проблемот значи се јави на јужната граница, навливот на бегалци беше таму најголем, додека кон излезот кон Србија, менеджирањето во почетокот беше многу полесно за разлика од денес, тоа што го имаме. Целокупниот систем функционираше, ако можеме да кажеме, за разлика од претходните кризи кои ги имавме, што ги спомна господинот Змијанец, оваа криза имаше подруг тек на менеджирањето. Зошто? Затоа што многу фактори влијае на сето тоа. Република Македонија со таква бегалска криза од таков голем размер, значи, не беше подготвена. Сите учевме буквално од самиот почеток на бегалската криза, учевме како да ги правиме камповите, што треба да се одржат тие кампови, значи, за денеска да можеме нашите искуства да ги пренесеме и на некои други земји. Во законодавството исто така имаше два периода. Секако. Системски мислам дека Република Македонија одговори на бегалската криза до овој момент, со оглед дека во моментот имаме намален број на мигранти во двата транзитни центри, во Гевгелија и во Табановце, бројот е намален, меѓутоа активностите околу грижата и целокупната помош на бегалците продолжува, како и досека, што беше без смален интензитет, значи, им се укажува на бегалците здравствена заштита, социјална помош. Тука се невладините организации кои секогаш една благодарност изразуваме како институција во поглед на тоа што да не беа невладините организации, она што денес го имаме во двата транзитни центри, ние немаше да го имаме без нивната помош. Значи, уште еднаш благодарност до невладините организации кои со нивната помош и нивната поддршка направија тоа што денес ние го имаме во транзитните центри. Се надеваме дека доколку бројките кои ги спомна Љубинка во иднина се зголемат, мислам дека Центарот за управување со кризи и целокупниот систем за управување со кризи се подготвени да прифатат. Меѓутоа само за времено згрижување и транзитирање из Република Македонија, не за останување на подолг временски период во Република Македонија. Добро, ќе направиме мала пауза за почеток, направиме еден круг, генерално ја позициониравме ситуацијата надвор од Македонија и во Македонија. Ќе се навратиме, има уште многу прашања и за Македонија и надвор од тоа, и за улогата на невладините и на владините организации, но први да проследиме еден мал блок со... Да. Еве повторно во
отвореното студио Аргументи на телевизија Нова разговараме за можноста или неможноста од повторување на голем бегалски бран и колку светот и ние сме подготвени да го спречиме тој и да го избегнеме. Змјанац и Јасмин Реджепи до вас на некој начин невладините беа споменати од страна на господја Милкова, улогата, Љубинка ми се чини ја позиционираше работата на прав начин, ама некако од згора. Таму каде што има мир, нема бегалци. Меѓутоа, светот не верувам дека имало период од нашето живење, од пред тоа, кога немало војни, кога немало бегалски кризи, така да веројатно уште долго ќе биде така. За Македонија, вели Милкова дека многу научи иницијатива имаше од невладините организации. Па сепак, без разлика дали се работи за мир или не, вие треба и се грижите за поединецот. Значи, не зборувам за група, за шумата, зборувам за секој човек, секој има своја определена судбина. Низ Македонија се уште минуваат мал број на мигранти и на бегалци. Значи, бегалци ги велиме оние што доаѓаат од земјите каде што се уште има војна, мигранти кои што се економски мигранти, но и тие влегуваат во оваа држава. Колку невладините организации се грижат се уште за овие луѓе, како ги разликувате и како ги третирате едните и другите и како и помагате на државата, па и на УНХЦР како соработувате за безбедно да поминат низ Балканот, низ Македонија и што со оние што се враќаат. Неколку прашања отворив одеднаш, ама можеме дел по дел. Јасмин па Змјанац, или Змјанац па Јасмин. Океј, јас би ја дефинирал прво улогата на граѓанскиот сектор дека не е толку во хуманитарен аспект, иако во моментот е битна и во транзитниот центар Вино Југ и во Табановци да се води грижа во континуитет за тие деца, колку што треба да го мобилизира и граѓанството и светската заедница околу овој проблем, како да им се помогне на мигрантите и бегалците кои транзитираат низ Балканската рута и из Македонија, а при тоа да не бидат доведени во прашање нивните животи и нивната безбедност. Значи, будно ја следиме состојбата уште самиот почеток и свативме дека тие се изложени на разни непогоди, кога транзитира низ автопатите, кога се качува во возовите, кога се уште не беше регулирано нивното нивниот сигурен превоз од Гевгелија до Куманово. И морам да нагласам дека имаше опасност и се уште има опасност, доколку не се регулира тоа, да оперираат на овие простори криминални банди. Независно дали тие илегално или ирегуларно преминуваат, криумчарските банди заработуваат на нивна несреќа. И она што беше многу загрижувачки на почетокот на минатата година, кога Европол излезе со една бројка дека 10.000 исчезнати, грабнати и киднапирани деца ги нема на мапата на Европа, а Европа има ратификувано многу меѓународни документи каде што се обрзува дека на децата бегалци ќе има возможни соодветен третман и дека децата погодени од војната нема да бидат доведени у прашање нивната безбедност, сигурност и живот. И мислам дека тука генерално Европа подклекна не само од аспект на хуманост, која се обидува сега со бодликави жици и со бариери да го прекине бранот на преминување на бегалците кон посигурна зона, туку и во меѓувреме, не знам на кој начин, криминалните структури, каде што точно знаат каде транзитираат бегалците и се уфрлуваат во транзитот со бегалците, сомнителни луѓе, овие деца се исчезнати. Дали се искористени за трговија на нивните органи, дали се илегално посвоени, дали се занимаваат овие деца со проституција или не знам уште што, навистина е жалосна оваа статистика која Европол ја кажа, а при тоа до сега јас немам лично добиено информации дека овие деца се пронајдени. Така да во овој аспект морам да кажам дека не само што подклекнавме како држави во однос на гарантирање на безбедност и сигурност, туку веројатно имавме безбедносен слаб систем каде што нашите полициски сили не успеа да ги исконтролираат доволно движењата на овие криминални структури и точно знаеа каде се движат
и на нивна сметка морам да кажам дека не заработуваа и правеа профит. Што не е хумано и не е честно, посебно кога луѓето бегаат од војни и од жаришта каде што животот е доведен во прашање. Тоа лице што го кажа Јасмин, кој го видовме, имаше рана и на ногата и на раката и навистина беше во ужасна состојба. Ако ништо друго, барем турската држава му гарантираше каква таква безбедност и сигурност. Му благодарам на Јасмин што излезе со еден блог во Ал Джазира и го афирмира овој случај. Се надевам дека ќе му се помогне на ова лице, затоа што таа мајка со 3 деца и еден неподвижен сопруг кој 3 години е прикован во креветот е еден од многуте такви случаеви кои ние не сме успеале да ги регистрираме. Јасмин, вашето искуство и на мала паралела со психологијата и менталитетот на сите овие земји низ кои што бегалците транзитираат или поминуваат. Со сите респект дека тие доаѓаат од кризни жаришта, каде што се работи за нивниот живот во ситуација за која што вие говорите, но како што Љубинка што кажа, генерално тие одат и во земји каде што се земји кои што немаат економска моќ да се справат со нив. Но се работи за менталитет на домицилното население, кое што на некој начин сака да помогне, но и се плаши од овие луѓе и заради безбедности, економски причини, на се што како инфраструктура, за кој што говори Змејана, се доаѓаат шверцери и така натаму. Значи, како да се подигне тоа ниво кај локално население, да знае да има соодветен однос кон овие бегалци, да не се плаши од нив, и вајс верса, па да се обезбеди, бидејќи меѓу нив има и оние кои што не се со добра намера. Значи, во однос на оние кои што транзитираат, бегалската рута официјално затворена на 7 март 2016. Неофицијално се уште постои. Ниту една ограда не може да ги спречи луѓето кои што се приморани да тргнат на тој пат, ризикувајќи ги своите животи, своите пари, средства или животите на своите најблиски. Ние со помош на нашите партнери од Црвен крст и на терен заедно со нашиот УНХЦР и на терен заедно со Црвен крст работиме во Лојане, каде што имаме пунктови за помош на оние кои што успеваат да поминат границата од Грција кон Македонија и се движат кон Србија, но и оние кои што за жал биваат вратени или депортирани назад кон Македонија. Нашата грижа е од хуманитарен аспект, но и од правен аспект, односно да се погрижиме нашите институции да одговорат онака како што треба, односно оние кои што им е потребна заштита бидат сместени во транзитниот центар во Табановце, или оние кои што ќе бараат азил да им се овозможи да побараат азил. Секој од тие случаи посебно да се третира и оние кои што има потребна медицинска помош, бидејќи неретко се случува да многумина од нив имаат повреди поради различни причини при тој пат и при тој транзит. Не знаеме, иако не е потврдено до сега, не сме имали ситуација, значи во Македонија милион луѓе поминаа покрај нас, не сме имали ситуација било кој од бегалците да крене раки или направи било какво прекршочно или кривично дело кон граѓани на Република Македонија. Нивниот транзит низ Република Македонија е ирегуларен, не е криминал, туку е прекршок и не е нешто за што треба да се плашат нашите граѓани, ниту нешто за што треба некој да се грижи премногу во смисла дека се прекршуваат големи закони или се прави нешто катастрофално. Напротив, нашите центри постојат поради таа причина. Тие луѓе имаат право да влезат натре доколку сакаат, да бидат регистрирани и властите да си имаат увид во информации, да направат мониторинг дали се тие луѓе опасни или не се опасни. До сега не сме имале некоја таква сериозна ситуација. Обратното се има случајно да бидат. Сакам да дојдам до тоа, значи често пати граѓаните се плашат да излезат да им помогнат на такви луѓе кои што поминуваат покрај нив, а бараат вода или корка леп или било каква помош, затоа што некако преку медиумите и преку действувањето на институциите, оние кои што им помагаат на ирегуларните мигранти беа затварани. И ниту еден граѓанин не сака да се
стави во ситуација дека треба да биде затворен затоа што ќе пружи хуманитарна помош или било каква помош на таков човек. А од друга страна имавме голем број на случаи каде што несовесни граѓани ги напаѓаа луѓе, бидејќи знаат дека имаат пари, тоа што го имаат заштедено, продадено дома или било како стекнато, со кои што средства поминуваат една, друга, трета земја и им ги одземаат тие пари. Имавме, значи, скоро пред последниот случај беше пред неколку месеци каде што еден од нив трагично го изгуби животот во близина на Скопје, другиот беше во болница. Зашто пакистанци, да. И значи ние на терен токму тоа сакаме да се осигураме тие луѓе да немаат вакви проблеми. И нашите институции да функционираат како што треба, а никако да бидат извор за вакви некакви проблеми, ниту пак да нашите граѓани да бидат извор за едни вакви проблеми. Ние се покажавме како хумана нација, хумана држава и верувам дека треба да продолжиме нашите граѓани да дадат поддршка кон тоа и се уште да го има тој дух на солидарност во атмосферата. Простанска, малце по-конкретно. Видиме дека проаѓаат и нагоре, проаѓаат и надолу. Значи, од Грција кон Србија, но видиме дека во последно време, не знам колку е тоа последно време, еден дел од тие кои што се заглавени во Србија, бидејќи не може да продолжат понатаму, се враќаат назад кон Грција. Имате ли податоци на дневна база, колкава е оваа бројка што транзитирани из Македонија, вкупно или пак поединечно? Да. Како што рековте, има движење во двете насоки. Тоа е причината за тоа што профункционира системот за релокација од Грција. Приемот на бегалците во Европската Унија има две големи точки, едната е во Грција, другата е во Италија. И бегалците знаат и информирани се дека доколку се приклучат кон програмата за релокација, оттаму ќе можат да добијат преместување во безбедна земја во Европската Унија. Затоа што релокацијата не функционира од Балканската рута, функционира само од почетокот, само од Грција. Заради тоа, луѓе кои што подолго време, веќе од затварањето на рутата има поминато 16 месеци, се враќаат назад кон Грција за да можат да пристапат кон програмата за релокација. Што се однесува на бројките, ние не можеме да кажеме со целост, бидејќи за да се мониторира целосно состојбата дење ноќе се потребни, знаете, и големи тимови, но се обидуваме со помош на сите партнери кои што се на терен, со помош на нашите мобилни тимови кои што се исто така на терен, во различни делови на државата, најмногу претежно во пограничните региони, можеме да дојдеме до една проценета бројка на луѓе од отприлика 50 лица дневно, кои што од почетокот на јануари до крајот на јуни имаат поминато низ државата. Околу 9000 лица вкупно. За кои што можеме да кажеме дека сме ги регистрирале, сме ги забележале. Регистрација веќе нема на начин на кој што претходно постоеше со целосна регистрација за сите кои што минуваат низ државата, кои што влегуваат. Додека што се однесува на, сакам само да се надоврзам претходно кога зборувавте за бегалци и мигранти, мигранти и бегалци, мигрантски брани, така, сакам само да напоменам дека од целата регистрација што е вршена од страна на Министерството за внатрешни работи, значи ова се официјални бројки, од сите 477.000 и нешто регистрирани бегалци и мигранти кои што се влезени во државата заклучно со затварањето на границата, заклучно со 7 март 2016, од почетокот, како почна да се врши регистрацијата по донесувањето на измените на законот на 19 јуни 2015 година, 97% од луѓето дошле од земја каде што има војна и која што произведува бегалци. Што значи дека огромен
не огромен, доминантен е бројот на бегалци во бранот во однос на мигранти. И за разлика од други бранови каде што кон мигрантски бран, да речеме, се приклонуваат бегалци, ова е обратната ситуација, каде што буквално најголемиот процент се бегалци. Дополнително и за останатите проценти не можеме да тврдиме дека не би можеле да бидат бегалци доколку побараат меѓународна заштита, бидејќи знаете дека меѓународна заштита се доделува на индивидуално ниво, се проценуваат условите и карактеристиките на секој поединечен случај, па потоа се одлучува дали ќе се додели меѓународна заштита или не. Но како и да е, значи 97% доаѓаат од земји каде што се војува или каде што има војни действија, а над 50% дојдоа само од Сирија. Што значи само Сирија, Ирак и Афганистан, само тие три држави донесоа околу 95% од бегалците во државата. И дополнително на тоа што го кажа Јасмин, ги кажам овие бројки за вашите гледачи да се запознаат со тоа кој е бегалецот, кој е тој што влегува во државата и дали има потреба да се грижат за минувањето на бегалецот или влегувањето на бегалецот во државата. Затоа што ако се имаат на ум овие бројки, сите ќе го сватат тоа што Јасмин кажа, дека никој не направил проблем. Нормално е дека никој од нив нема ни да направи проблем, затоа што тие бегаат од полоши услови, од војна бегаат. Но релокацијата мора да биде доброволна, да не биде принудна, затоа што она што се случи во транзитниот центар Табановци може да биде и подведено и како принудна релокација. За кој говорите? Тоа не се нарекува релокација. Туку? Релокација е системот со кој што бегалци кои што влегуваат во Европската Унија, според квоти кои што државите од Европската Унија ги договориле меѓу себе, тие доброволно нудат квоти за прием на бегалци, се распределуваат во земјите на Европската Унија, за да не се случи тоа што се случи, сите бегалци да дојдат само во две држави, во Германија, во Австрија и во Шведска, и да нивните системи за азил, колку и да се добри, колку и да се силни, да не можат да издржат под притисокот. Заради тоа се бара солидарност и во рамките на Европската Унија, и во рамките на земјите во светот, да го преземат својот дел од теретот, за да не излезе теретот да го носат само три земји на светот. Господин Милко, што има во Табановци е депортација. Че не го кажавте случајот, говорите како да го знаеме. Да, добро, само да тоа кажете го што се случило, па да можам да ја прашам господин Милко. Кажете го за случајот за кој што говоревме пред значи одреден број на бегалци кои што беа сместени во транзитниот центар во Табановци, во неделата наутро во 4,5 часот беа насилно изведени од контейнерите каде што спија и со употреба на сила беа преведени и депортирани за Грција. Ова го соопшти во Народниот правобранител, господин Мемети, на својата пресконференција. И затоа сакав да се надоврзам дека да, тоа било против нивна волја, но тоа се нарекува депортација. За жал, не е реадмисија, за да се договорат Македонија и Грција, дали Грција ќе прими толков број на луѓе кои што доколку сакаат да преминат во Грција за да се приклучат на процесот на релокација понатаму, се случуваат и вакви некои работи за кои што нормално организациите кои што работат на терен и јавните институции алармираат на овие проблеми и се грижат да не се случуваат вакви проблеми и да не се повторуваат. Тоа значи дека ова не е во програмата на ремисија и доброволна релокација, него не, ова е депортација класична со принудена сила. За жал. Милко, дали знаете за овој случај? Генерално, да ви дам шанса да кажете која е улогата на транзитните центри, кој се грижи од државата сега за бегалците и мигрантите кои што се враќаат од Србија и кои што одат натаму и зошто, како што вели Брашнарска, сега не се прави таков тип на
регистрација како што беше. Значи сега кој води сметка, кој влегува и кој излегува од државата. Така, И овој случај дали навистина се секако, случи да го така. објасните зошто е тоа така? би сакала значи да напоменам дека во почетокот кога почна оној налив бранот на мигранти во Република Македонија, бројот на бегалци и мигранти се уште ги немавме разграничено. Што се бегалци, што се мигранти. Значи ние имавме проблеми со терминологијата, па баравме соодветни мислења значи од ИОМ и останатите меѓународни институции. Значи движењето на тие мигранти низ Република Македонија беше симпатично бидејќи тие одеа поединечно или во помали групи, па оние симпатични движења со нивните велосипеди им помагаат волонтери од Црвениот крст или граѓани на Република Македонија кои сожалувајќи се со судбината на овие луѓе, значи им излегува во пресвет во делот на здравствена заштита и хуманитарна помош, храна, вода, облека и слично. Меѓутоа, со доаѓањето на оној голем бран на бегалци, каде што значи навистина имаше голем притисок на јужната граница, започна регистрацијата од страна на Министерството за внатрешни работи. Значи, луѓето кои немаа патни исправи, им се даваат на лице место патни исправи. Беа евидентирани од која земја доаѓаат, колкав е нивниот број, дали доаѓаат цели семејства или има семејства кои се, значи, со текот на нивното движење се разделени, така да им се укажуваше значи прва медицинска помош. Овдека се укажуваше и помош, правна помош на тие лица од причини што сите оние кои сакаат да изразат право на азил, попълнуваа соодветни документи и го остваруваа своето право за добивање на азил. Меѓутоа, они кои сакаат да го продолжат својот пат, значи продолжуваат кон север. И значи, Министерството за внатрешни работи имаше обврска заедно со Центарот за управување со кризи да вршат кој е бројот секојдневно да оставуваат податоци колкава бројка транзитира и поминува низ Република Македонија, а колкав е бројот на оние кои остануваат. Тој број беше многу мал. Многу мал број на луѓе побара азил. Меѓународните може да кажат. Знаете, тоаш беше голем број, многу огромен број и не се стигнуваше се заврши. Секако. Сега е мал број. Зошто сега не се води така? Мал бројот, меѓутоа тие лица во двата транзитни центри престојуваат подолг временски период. Значи тие се едни исти лица скоро години и нешто. Велат има дека илегални и регуларни. Кои се сега ирегуларните, кои се регуларните? Вака сега регуларните се оние кои се во моментот во кампот сместени. Меѓутоа има лица кои сакаат да го продолжат својот пат, остануваат надвор од транзитните центри, постојат посебни шатори каде на тие луѓе им се укажува прва медицинска помош бидејќи со поминувајќи го патот секако имаат и повреди. Не смеат да влезат до кампот или не сакаат? Не сакаат да влезат. Значи Некои понудено им е дали сакате да влезете, тие се отворени за нив, доколку сакаат може. Секако се отворени. Тоаш некоја процедура им следува таму дека тие треба да се пријават, да се забележат и да се надвор од кампот веројатно треба да се води евиденција. Па Министерството за внатрешни работи има податоци, евиденција води за тие лица, меѓутоа они одбиваат, дури некои помошта одбиваат, ниту сакаат медицинска помош, ниту храна и вода сакаат. Сакаат едноставно да го продолжат патот кон север. Меѓутоа има лица кои привремено се задржуваат, многу краток, од неколку часа е тој временски период, Црвениот крст, невладините се на терен и му кажуваат секако, малце да закрепнати и понатаму го продолжуваат својот пат. Меѓутоа, ќе кажам, некако Центар за управување со кризи, Министерството за внатрешни работи имаме евиденција колку се поминати, на кој ми е издадено патни исправи, сето тоа. Значи имаме евиденција. Еве, например, во моментот во транзитниот центар во Гевгелија имаме 13 мигранти, од кои 3 мажи, 3 жени и 7 деца се. За разлика од Табановце, каде што имаме 26 мигранти. Според ИОМ, податоците од последните 24 часа, вика дека во изминатите 24 часа има евидентирано 2 мигранти, еден маж и едно дете од Авганистан, кои нелегално влегнале на територијата на Република Македонија. Тие се поединични, многу мали случаи се тие. Добро, мали, но сепак треба да знаеме. Има податоци, се води податоци за нив. Барем јас колку што можев да слушам, само овој пример ќе го кажам, плюс овој што не го објаснивте. Има упорни мигранти или бегалци кои што се решени да не останат во Грција или во Македонија, да заминат низ Србија во Европа. Границата во Србија во Маđarска е блокирана и некој од нив и српската полиција ги враќа упорно назад на македонска територија. Тие се обидуваат по неколку пати, со месеци се обидуваат да пробијат и повторно се враќаат во Македонија. Овие луѓе македонската полиција ги враќа исто така во Србија или пак ги депортира или испраќа
во Грција. Или пак ги пушта слободно да поминат низ Македонија, да се вратат во Грција. На кој начин влегуваат во Грција и тие луѓе се жалат дека српската полиција ги тепа и насилно ги депортира во Македонија. Дали имаме сличен проблем со македонската полиција? Значи, сите проблеми кои настануваат во двата транзитни центри во Гевгелија и во Табановце, во Центарот за управување со кризи се одржува главен штаб во кој учествуваат сите представници од системот, како на почетокот што спомнав, и тука се дискутира за сите отворени прашања. Добро. Не би се сложила со терминот депортација, малце грубо ми звучи. Да, малце грубо ми звучи, затоа што сепак ние сме држава која навистина укажа голема помош на овие мигранти и сега зборот депортација малце... Држава не мора да значи тие што го направиле дека се го направиле легално и легитимно, може на своја рака го направиле, не знаеме. Секако, значи првиот не мора да значи државата дека не се грижи. Секако, значи државата се грижи, значи невладините и субјектите од системот им укажуваат се што ги следува согласно законот, укажано им и медицинска помош, и храна, и вода, и облека, и се. Исто и правната помош. Сакате да останете или сакате? Не. Нивната цел е да продолжат кон Западен Балкан. Би се надоврзала на прашањето кое го рековте со депортацијата. Во текот на вчерашниот ден дојде таква информација до Центарот за управување со кризи. Мислам дека се одржа една координација помеѓу Министерството за внатрешни работи, Министерството за труд и социјална политика, нашите представници од транзитниот центар Табановце. Дискутирано е, мислам дека Министерството за внатрешни работи ќе излезе со одговор кон ова прашање, да почекаме да видиме во наредните денови како ова ќе биде. И само што кажете ми, ако српската полиција ги истовара во Македонија со комбиња, со било што, бидејќи такви сведочења сум слушнал, дека ги носат во Македонија, тоа македонската полиција што им прави? Или нашата држава што им прави? Ги враќа назад? Или ги испраќа во Грција? Или ги става во камповите? Или ги остава сами да одлучат што ќе прават? Сите што се вратени, јас, доколку имаме податоци од нашите колеги од регионалните центри, значи им се нуди помош да влезат во камповите. Поголем број од тие што се вратени во моментот се таму, значи тие се едни исти луѓе подолг време. Они се обидуваат да влезат кон север, ма тие легално да во Србија, значи тие не одат на легален начин. И во ваква ситуација се случуваат од тие луѓе кои што ќе дојдат на македонска територија, а се илегално депортирани на наша територија. Дел од нив се враќаат назад за Србија, тоа го повторуваат неколку пати, како што напомена, и тоа ние го велиме пинг-понг, го нарекуваме. Многу мал дел од нив одлучуваат да се вратат назад за Грција, затоа што се уморни, веќе немаат средства, и продолжуваат по патот надоле, или пак некој дел од нив побаруваат да бидат сместени во транзитниот центар Табановце, каде што вообичаено претходно не беше пракса. Сега ние баравме како невладени организации и омбудсменот бараше, значи, пред месец дена да се смени таа политика и да им се овозможи на сите оние кои што сакаат, затоа постојат центрите, да бидат сместени внатре, да бидат регистрирани и да се работи со нив. Макар и да сакаат да останат еден ден, 3 дена или повеќе од тоа. Не беше пракса. Не беше пракса, да. Само кога беа ниските температури во јануари и февруари, тогаш навистина државата се излезе во пресрет и беа згрижени сите оние кои што беа во незгодна ситуација надвор на тие ниски температури. Затоа ни се случуваат овие проблеми сега малку, додека најверојатно се влезе во се уходаат сите институции во тоа дека треба овие кампови, односно центри служат за ова и дека треба тие луѓе да бидат сместувани внатре и да ги уживаат сите права кои што ги нуди нашата држава и нашите институции. Центарот за управување со кризи е сегаш отворен за вакво нешто, значи координаторот кој што е нивен, односно менеджерот на кампот Горан, никош немало затворена врата од нивна страна за овој вид на нерегуларни мигранти. Проблемот кој што го спомна преска регистрација и нерегистрација. Значи, постојат 3 периоди. Едниот период е 2015 до јуни месец, каде што сите овие беа илегални, односно ирегуларно минуваа. После тоа дојде законот каде што за 72 часа можат да поднесат намера за азил и имаат право да транзитираат низ државата, да користат јавен превоз, и тоа го искористува повеќе, значи да транзитираат уколку да остане да побараат.
и по затварањето на Балканската рута од 7 март 2016 година нааму, овој закон повторно не важи, се донесоа и други измени во април 2016 година, каде што им се ускратуваат правата на луѓето кои што транзитираат низ Република Македонија, посебно оние кои што доаѓаат од земји членки на НАТО и Европска унија, каде што се вели дека таквите ќе бидат депортирани назад затоа што доаѓаат од безбедни земји, немаат право да бараат азил во Република Македонија. Сме против тоа. И со УНХЦР, и со омбудсманот, и млади правници, Хелсиншки комитет поднесовме уште 2016 година. Значи, ако доаѓаат од Грција? Ако доаѓаат од Грција, или од Албанија, или од Бугарија, дека полицијата, ако ги сретне, ќе ги врати назад без да им даде можност да побараат азил, или ако побараат азил, бидат во таква некоја ситуација, да не им се одговори позитивно, туку да се вратат земјата каде што дошли. Ако доаѓаат од Србија? Тука тоа не важи за Србија. Што важи за Србија? Затоа е полиберален начинот, затоа и нема толкова контрол. Што им правиме на тие што доаѓаат од Србија? Треба да го поставите прашањето на МВР што прави со оние кои што доаѓаат од Србија. Значи дали МВР цук, што? Не, МВР не е цук, така да. Ние значи координацијата како што кажа Јасмин, нашиот транзитен центар во Куманово е отворен, значи отворен. Секој може да влезе од бегалците да побара помош, колку сака време да остане. Ако не побара, ако си одат, сака за Грција да одат, со автобус одат, со воз, илегално патуваат со шверцери, како одат од Македонија до Грција? И како влегуваат во Грција? Колку што знам, пред месец и половина изразиле желба, оние кои подолг временски неколку месеци се веќе таму во транзитниот центар, изразиле желба доброволно да се вратат назад кон Грција и тоа им беше овозможено. Значи со придружба на полицијата, наши представници од центарот Труд социјала беа вратени до границата со Република Грција. Не знам која е постапката на МВР, ама тие се поединечни, не се масовни, значи тоа е една иста група на луѓе кои сакаат да излезат од Република Македонија да продолжат напред. Едни исти луѓе се тие, значи не се, да речеме, различни групи на луѓе, мал број на луѓе. Не е регулирано движењето. Движењето не е регулирано, не е систематизирано и во суштина секогаш кога има едно нерегулирано движење има простор за проблеми таму. Тоа што е важно, например, е дека државата донесе со помош на УНХЦР стандардни оперативни постапки за постапување кога се работи со ранливи категории, кога се работи со непридружувани малолетници. За тоа сме задоволни и среќни и верувам дека тие стандардни оперативни постапки со нивното имплементирање дека значително ќе се намалат ризиците за кои што ги имаат ранливите категории лица кои што минуваат низ државата. Ова е добар период и да се ние постојано работиме, постојано соработуваме во сите полиња, па и во полето на законодавството. Јасмин спомена дека имаше измени минатата година. Ние исто така соработуваме со работна група која што работи на нови измени на законот, така што се надеваме дека со цел да се приближат националните закони, законодавство и практики со законите на Европската унија, со акито на Европската унија. Ние сме тука да помогнеме. Се најде некоја солуција за повторно да биде регулирано на начин на кој што беше своевремено. Значи да не биде оставено на некој волунтаризам кој што секој може да го употреби. Тоа што нам ни е целта е ние да помогнеме колку можеме повеќе да се приближат праксите и законите кон рамката која што ја диктира Конвенцијата за статусот на бегалец и протоколот за статус на бегалец. Тоа се главните закони кои што го водат бегалското право, светското, меѓународното бегалско право. И тоа е нашата секако мисија, ама и тука ја ги насочуваме сите наши напори да и помогнеме на државата да ги усогласи законите. Соработуваме и со МВР, и со ЦУК, и со Министерството за труд и социјална политика во насока на тие и поголеми закони, ама и практични постапки како овие стандардни оперативни постапки. Не мора да се јадни се луѓе, значи секој поединец е битен како ќе... Тие стандардни оперативни
постапки и програми мора да се внимава, значи децата кои влегуваат да не влегуваат без придружба. Значи на родител, старател и никако да не се дозволи, иако сме транзитна земја, да транзитираат без придружба, како што нагласи дека постои опасност од криумчарење на деца. И оно што мислам дека мора да биде приоритет на сите меѓународни организации, граѓански организации и државни институции е соединувањето на разделените семејства. Затоа што побрзо се оствари соединувањето, толку повеќе им помагаме да не паднат како жртви на криминал и трговија. И мислам дека од тој аспект мора да се мобилизираме повеќе, да им помогнеме обединувањето да биде што поскоро сторено. Значи тоа го имаме како обврска на меѓународно ниво, не само Република Македонија, туку сите земји кои помагаат на бегалците, односно мигрантите. Змијанац Сакам имаше само да додадам во врска со овие две нешта што ги спомна господинот Змијанац. Од аспект на прием на непридружувани малолетници. Пристапот е поинаков. Не е дека државата не смее да прими непридружуван малолетник, што ќе направи? Ќе го врати сам и уште повеќе ќе го изложи на ризик. Не, туку напротив, стандардните оперативни постапки предвидуваат и тоа веќе функционира на терен доделување на старател од страна на државата, односно од социјалните служби кои што работат под Министерството за труд и социјална акција на политика. полицијата во Ликовски од крај и веројатно таму имаше не само криумчари, беа најдени некој број на бегалци. Меѓу нив имаше малолетници. И што со тие? По 16 години момчиња кои што не се деца, но се уште се малолетни. Конкретно со дистрибуцијата на возрастните групи на таа конкретна група не сум запознаена. Знам дека во стандардните оперативни постапки тоа е услов. Значи на тој начин се гарантира заштита на тие лица. Имаме ние во Скопје и безбедна куќа нелогично Баштанска. на одредена Велите дека локација. нови имало 20 во Табановци, а таму беше акцијата на полицијата. Фатија криумчари кои што немаат бегалци. Значи, ја не гледам логика. Ако имало 15 криумчари, треба да има 50 бегалци. Кај се тие? Вака сега, Ја не ги видов. самото присуство и движењето на мигрантите низ територијата на Република Македонија повлекува и одредени ризици и опасности, почнувајќи од здравствените ризици до ситни криумчарења, па се до тероризам, ако можеме да кажеме, значи. Овдека ние не можеме да видиме кој е терорист, кој е криумчар или Не, во рекова таа дека насока. криумчарење со луѓе, а криумчарените не ги видовме. Каде се? Криумчарите или криумчарите? Криумчарите слушнавме, бегаат. Најчесто состојбата е следна. Значи, најчесто тие кои што ќе се затекнат бегалци, кои што се дел од жртви на криумчари, се пренесуваат во Центарот за баратели на азил Визбегово, доколку побараат азил. Има ситуации каде... Значи, тука сте сите битни. Вие не знаете во ниеден момент, ведите се координирате, колку има во транзитниот центар, колку има баратели за азил, колку има во затвор, колку вкупно има луѓе во Македонија. Во моментов има 42 лица од овој последниот бран. Не зборувам за косовските бегалци, затоа што се уште имаме и од тој наплив еден мал одреден број бегалци, од кои што 12, ова зборувам за вчера, ова се бројки од вчерашниот ден, 12 во Табановце, 13 во Винојуг, во Визбегово во Центарот за баратели на азил има 4, во безбедната куќа 7 и во поединечно сместување, тоа се лица кои што реално Центарот за баратели на азил Визбегово е од отворен карактер и доколку некој сака да се смести надвор и ги има средствата и може да си приушти да се смести надвор, одлучуваат така, тоа го одлучиле 6 лица. Значи, ова се официјалните бројки на регистрирани луѓе кои што се или во транзитните центри или пак побарале азил па се во Визбегово. Оние што влегуваат од Србија надвор ги регистрирате на влез или ги регистрирате на излез? УНХЦР
УНХЦР не врши знаеме колку луѓе регистрација. заминали. Да. Колку влегле. Тоа е била регуларна миграција. Ама тие на полицијата на граничен преминал ги вие знаели дека поминуваат? Тие не поминуваат на граничен премин. Каде поминуваат? Тие поминуваат со криумчари и регуларно по други канали. Во Грција? Не, тие што одат во Грција, прашувам. За тие што одат Каде во Грција одат? исто така, дел од нив поминуваат без да знае полицијата. Дел Зошто? најверојатно знае полицијата. Така одлучуваат самите. Не ми е јасно се. Тие легално си праќаат из Македонија Не или поминуваат легално. и легално влегуваат во Грција? Сите легално што поминуваат се регистрирани. Добро, Сите. како влегуваат во Грција? Во Грција Како влегуваат, избегуваат од ама таа е Македонија? иста групичка што сакаат да продолжат патот понатака, ќе дојдат до Гевгелија, овдека ќе им во посебен шатор, значи се сместуваат, им се пак како што кажа, им се дава прва помош, храна, облека, вода и назад се враќа, а полицијата ги враќа Каде назад. ги враќа? Па во Грција повторно. На кое место? Откај што влегле таму ги враќа на Камен 59. Откај што влегуваат. Значи не може да заминат Тие се регуларно една со иста автобус, група да се која стигнат. со денови се обидува да помине из Република Македонија. Ајде да направиме уште една мала пауза за реклами, па имам уште едно-две прашања и да завршиме за 5. Добро, имаме уште малку во овој последен дел. Многу прашања остануваат. Не е ова последна емисија за која ќе говориме, особено може и поединечно за овој случај ќе треба да се расчисти што се мигранти, што се бегалци и зошто има разлика во третманот, што носи едното, што другото. Не верувам дека сега ќе стигнеме да објасниме. И што е реадмисија, што е депортација и зошто сите не ги депортираат, туку одреден број на овие ирегуларни бегалци во Табанот. Тоа сите нека ги соберат во автобуси и нека ги... Многу кусо, ако сакате. Ајде, кусо. Многу кусо. Бегалец е човек кој што бара меѓународна заштита, заради тоа што неговата држава, чии што еден од можеби најважната обврска што има кон граѓанинот е да го штити. Доколку државата сама не може да го заштити својот граѓанин, тогаш тој граѓанин има право да побара меѓународна заштита во друга држава. Бидејќи Обединетите нации и светот се има заветено дека ќе бидат солидарни и дека ќе си помагаат кога ќе има потреба од помош, тие се тие кои што ја нудат таа меѓународна заштита на бегалците. И бегалците имаат право на меѓународна заштита. Тоа значи дека не смеат да бидат вратени во жариштето, не смеат да бидат оттурнати, односно депортирани во земја каде што се војува и каде што не се безбедни, каде што им се врши прогон систематски. Мораат да добијат децата образование, возрастните да имаат... Тоа за мигрантите не важи, така? За мигрантите важи меѓународното законодавство за човекови права. Значи, за мигрантите се однесува еден друг сет исто така закони кои што човекови права имаат сите. И мигранти и бегалци. За разлика од мигрантите, бегалците имаат поголеми права од аспект на тоа што државата треба да направи за нив. Да го процесира нивното барање за азил, тоа да го направи на професионален начин, доколку им припаѓа правото на азил, да го добијат правото на азил. Уште депортацијата објасните. Јас ми почна да кажува дека... Реадмисија е процес, тоа е правен процес, кој што е документиран, кој што се случува помеѓу владите на две држави, односно меѓу Министерството за надворешни работи, и тука мора да има прво соработка и второ мора да има документација. Доколку се работи за пушбек или недокументирана депортација, тоа е сосема друг процес и тој процес во суштина УНХЦР го смета за многу ризичен и многу опасен. Прво затоа што не содржи постапка, правна постапка, каде што нема траг каде е човекот, каде се има движено, каде е однесен и така, дополнително затоа што ги изложува веќе ранливи
категории лица на уште повеќе ризици. Милко, уште едно прашање, две имам до вас. Прво, што не со овие живите, низ овој Балкан поминаа милион, некој од нив почина, загина, некои беа нападнати. Што со тие луѓе што својот живот ќе го завршат во Македонија? Каква е постапката за нив? Се води ли сметка, имаат ли шанса родините да дојдат до нив? Се чуваат ли податоци? Излегува ли истражен студија на терен постојано? Се чува ли ДНК од нив? Или ќе се заборават тука негде по Балканите и никогаш нивните родини нема да знаат дали се живи или не? Вака прашањето како што поставивте, значи тоа се еден или два поедини случаи. 30 имаш, како 14 се само на пругите Веле загина. 30 има Јасмин во Македонија, така? Тоа беше во почетокот, значи кога не беше регулирано согласно Ето, овие во Пакистан системот, беа сега скоро. Да, во ред, меѓутоа на територијата на Република Македонија во почетокот тоа што се случи на железничката пруга беше некоја бројка, меѓутоа движењето не беше нивно регулирано. Значи тие влегуваа илегално на територијата на Република Македонија, се случи тоа што се случи, значи не сака настан. Има ли постапка воопшто сега? Па тогаш имаше, значи излезе на лице место судија, има документирани податоци за таа случка, Македонски железници исто така на терен излезе. Меѓутоа овие бројки се многу мали, значи дали од долгиот пат исцрпеност, еден, двајца ги загубија животи, како што кажате. Поголеми бројки не располагаме и како систем, како Обичаено ова е во доменот на Министерството за труд и социјална работа. и Министерството на внатрешни работи, така да. Значи Знаете, ова што им се случи на овие луѓе е стварно Вие сте некумано. ЦУК, велите МВР, велите труд и социјала. Многу институции. Ако дојдат двајца татко и мајка од Германија, кои што стигнале таму и мислат дека нивното дете загинало во Македонија, кај да се обратат? Во труд и социјала, во ЦУК, во МВР, во МНР, во истражен студија, во медиуми, кај да појдат? Или на судска медицина? Каде Значи, да многу министерства, веројатно вие сте тие што координираат. Секако. Ево, јас како нови ден да треба да им помогнам, кај да чукнам, на која врата? Секако, обратете се во Центарот за управување со кризи, со оглед дека координацијата во двата транзитни центри е под капата на Центарот за управување со кризи, ние би ја спровеле таа постапка и луѓето ќе бидат, значи, упатени на вистинско место, дали во министер, каде што мислиме дека постојат податоци, информации за Знаете дека во нивното Бутел има барање. 5 месеци тој пакистанец уште во фриџидер. Значи, еве, как? Сваќам, Или ќе се меѓутоа погреба во Бутел, или ќе дојде некој од Пакистан ќе го однесе. Значи, дали ги следите тие? И Секако. среќа што не се многу, велите не се големи групи. Па добро е што не се големи па групи. не се, тоа е затоа ви викам. Значи, Тоа е подобро за вас. постапките Секако има своја улога сите институции. Има и Центарот, има и Министерството за внатрешни, и труд и социјала, значи Па 100 пати сум се јавил и од никој не сум добил точно одговор. Да ви кажам искрено. еве јас ќе земам за оврска во текот не знам кај да се утрешниот јавам, ден, значи ќе ве известам за овие. И уште нешто. Повели. Попат споменавте дека Змијанац, ќе се спомена, ми се чини големите жици во Унгарија, кои треба да ги спречат овие луѓе да заминат. Македонија во еден дел од периодот кога се справуваше со бегалците, подигна исто така 2 жичени огради. Беше нужно, веројатно, во тој период и таа е вечна дилема дали да ги пропуштите или да ги спречите. Ако, не дај Боже, пак дојде до голем бран, како ќе постапиме? Од 1 милион. Жиците кои беа подигнати на јужната граница беа пред се од безбедносен карактер, со оглед дека во тие моменти имавме зголемен обем на влез на бегалци од јужната граница, и со самото прогласување на кризната состојба, значи на територијата на Гевгелија и Куманово, се јави потребата, значи, да интервенира и армијата. Армијата всушност дојде на поддршка на полицијата. Тогаш се изгради, значи, од безбедносен карактер, бидејќи нивното движење не беше само на Камен 59 регулирано регистрација и продолжување понатака. Мигрантите, односно бегалците, бараа резервни локации, патишта каде што можеа, значи, да се пробијат и да го продолжат својот пат. Од тие причини, безбедносни, значи, се подигна жичаната ограда. Не е решение, не е убаво, меѓутоа од безбедносен карактер сепак. И уште нешто, се шпекулираше за можноста не само за транзитни центри, чии капацитет е колку 2000, што ако се побара од меѓународната заедница или ситуацијата на терен побара,
малце подолго трајно престојувалиште за овие бегалци, бидејќи овие што се транзитни веќе 2 години скоро се овие луѓе таму. Така, значи, дали според проценките кои ги направи Центарот за управување со кризи и останатите субјекти, во моментот двата транзитни центри се доволни за прифат и транзитирање 72 часа. Проценките кажуваат дека нема потреба дополнителни објекти во моментот да се градат. Секако Република Македонија, доколку се соочи со ваков проблем, дополнително би се разговарало и соодветно решение секако ќе се изнајде. Меѓутоа, потенцирам, овие два транзитни центри во моментот се доволни и ако имаме зголема обем на влез и транзитирање на Република Македонија, остануваме со овие два транзитни центри. Македонија одигра важна улога за време на бегалската криза. На Турција и беа ветени колку милиарди? 6 милиарди да ги задржи бегалците таму. Ние веројатно толку нема да добиеме, но дали нешто од тоа Македонија што се вложи од хуманитарен аспект доби од меѓународната заедница? Или не беше во планот да добие? Овде Љубинка може би по-детално би можела да каже, значи ние како институции не добивме средства. Го кажувам тоа од аспект на тоа што ние добивме можеби некои обуки. Добро, ама инфраструктурата беше наша, имаше таму работи кои што... Секако, меѓутоа пак тоа беше од почетокот на локалната самоуправа, од своји средства локалната самоуправа го почна, го изгради, субјектите со своји лични буџети, значи донира, струја, вода, сето тоа се инфраструктурно се правеше од локалниот и државниот буџет. Доколку знам, без помошта, пак како на почеток што кажав, без помошта на невладините и меѓународните организации... Ама и ние помогнахме на Европа, значи ние помогнавме, се Европа сите... не ни помогна на нас. Затоа е прашувам. Така да, ние како институции, како систем, не видовме... Можам кусо само. Сета помош што дојде од УНХЦР кон државата се претежно пари од меѓународната заедница. Така што посредно наши донатори се ЕКО на Европската комисија, потоа ДИФИД од британската влада, од владите на Германија, на Италија, на Швајцарија, на Јапонија. Имаме значителни средства кои што ние ги вложувавме во подигање на транзитните центри, во обезбедување на храна, на хигиенски услови, на функционирање на тимовите на Црвениот крст, бидејќи наш партнер е Црвениот крст и ние ги финансиравме и се уште ги финансираме функционирањето на Црвениот крст во Гевгелија, потоа на младите правници, значи сета таа бесплатна правна помош која што им се дава на бегалците, се плаќа. Тие не ја плаќаат, и тоа е многу важно, да им се сета хуманитарна помош и сета помош да им се обезбеди бесплатно, но мора да запомниме едно, дека лицето кое што државата го има кон бегалците е лице кое што сите заеднички го градиме. Завршуваме. Само што едно 30 секунди, Јасмин. Бевте во Турција, 2,9 милиони. Ако Ердоган не ги добие парите, ќе пушти 1 милион повторно на Германија? Значи... Бидејќи говориме за голема политика, нели? Така почне и... Запирањето на балканската рута е политичка одлука. И отворањето на истата би било повторно политичка одлука. Прашањето е само колкав број на луѓе ќе тргнат нааме, дали ќе имаме ние можност да се справиме со тоа. Јас на крај, ако може. Да, може. Збориме многу за бенефиции, некакви средства добиени за нашата солидарност и хуманост и така натаму. Оно што морам да го забележам, јас лично, кога бев во Реканли, осетив една чиста сагрижувачка ситуација на 90.000 луѓе, граѓани кои згрижиле 120.000 луѓе на соседство. Во еден момент бевме на 200 метри од границата со Сирија. Во камповите кога бевме на 2 километри. Значи таму не осетивме ние дека луѓето ги згрижиле во градот Реханли заради некакви бенефиции кои ги очекуваат од меѓународната заедница. Така да морам да кажам, на почетокот ќе се вратам, Македонија навистина одговори на многу хуманитарни кризи. Од Босна и Херцеговина, Косовската криза, нашата 2001 и оваа. И верувам дека се вложивме сите, иако во еден момент бев изненаден кога
во комуникација со луѓе кои беа добро информирани од меѓународниот фактор, рекоа ќе ја затвориме границата. Не очекувавме дека ќе се затвори границата на така брутален начин со жици. Да, веројатно одговорот го даде јасно. И дека толку несовесно би рекол ќе се однесуваме кон нив во еден момент. Јас се сеќавам на каменот кога беа бегалците во Тавановце, тие беа таму десетина дена во едни нечовечки, хумани, надчовечки, месец дена. И кога бевме таму да ги посетиме, гледав како им даваат храна, обувки, облека, хигиенски материјали и се сеќавам дека излегавме со впечаток кога им реков на моите колеги од повеќе меѓународни организации, ние со ова нема да се помириме, ние ќе реагираме. И веројате, реагиравме и баравме да се тргнат пред се децата од тие услови и за среќа се тргна. Меѓутоа тука се играше една чудна политика на таа меѓузона, ничија земја, каде што се тактизираше, се опипуваше што понатаму со тие, дали ќе ги прифати некој или нема да ги прифати. Пак ќе кажам, Македонија генерално одговори на оваа хуманитарна катастрофа. Ви благодарам што бевте гости во оваа делот емисија. Насловот мислам дека бегалци има, криза нема, дај Боже да нема, да се вратат назад, но ние сме тука да анализираме што е можно да се случи, како со оваа мала бројка подобро да се справиме кое што минува за Македонија. Благодарам уште еднаш што бевте гости во ТВ. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание на отвореното студио Аргументи на телевизија Нова. Пријатно. Но за старт, за да можам да одработам платата, Читување на функцијата, која немаш право да покажеш, и тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го знаев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија.